disease. Тони Дезомец во редок момент на тишина. There's a turtle, incoming turtle. Таа најчесто пешачи во природа, само неколку месеци по борбата да го победи ракот на јајници по втор пат. Таа имала борба од поинаков вид. Пензиониран полициски началник во Кери, Северна Каролина. That is it. It's your badge. Исто така е ветеран на операцијата Пустинска бура во Ирак. Мојата единица беше 528-миот баталјон за поддршка на специјални операции. Battalion. Сега, земјата за која се борела не може да ги обезбеди на незината докторка потребните лекови за да ја излечи. Таа влезе малку збуната и рече: "Имам навистина лоши вести. Нема да можете да го добиете вашиот карбоплатин утре." Дезомец не е единствена. Универзитетот на Јута откри дека недостигот на лекови во САД достигнал рекорд минатата година со 309 дефицитарни лекови. Мнозинството се ефтини генерички лекови како карбоплатин. Лора Бреј ја основала Angels for Change, Ангели за промена, со седиште во Флорида, непрофитна организација која работи да се стави крај на недостигот. Таа го пронашла лекот карбоплатин, кој бил потребен на Дезомец. Групата обезбедува цели болници со цел лекарите да избегнуваат тешки одлуки за болните пациенти. Тука се купувачот, фармацевтот, главниот медицински службеник. Тие отвораа досиеа и велат: кој ќе го добие ова, а кој не. Тоа е нашата моментална стратегија за облажување на недостигот во САД. Конгресот го следи ова. Не можевме да третираме 90% од пациентите според планираното кои требало да го примат лекот. Експертите за недостигот ја обвинуваат ниската цена. Еве како тоа функционира. Генерички лек бара опширно тестирање и развој. Потребни се точни протоколи за производство и регулаторно одобрение од Администрацијата за храна и лекови на САД. И тогаш, велат експертите, пазарот ја принудува цената да се намали на помалку од цена за едно шише вода. Овие ниски цени го намалуваат поттикот и способноста на производителите да инвестираат во квалитетни или понови капацитети. Тоа го турка производството кон офшор. Тоа значи Индија, каде што Администрацијата за храна и лекови на САД неодамна блокираше дел од увозот поради проблеми со квалитетот. Или Кина, голем снабдувач на американски лекови. Би можеле да имаме пациенти со рак, на педиатрија или други пациенти без лекови кои им се потребни, бидејќи една држава едноставно не блокира да имаме пристап до тие лекови. Ние не се подпираме на другите земји да прават оружје кога водиме војни, особено не на нашите непријатели. Хавиер Бесера зборуваше ексклузивно за Гласот на Америка. Тој е секретар за здравство и човечки услуги, агенција која се занимава со лекови на рецепт. Дали го поддржувате домашното производство и како економски да го правиме тоа? Апсолутно. И председателот беше многу јасен за ова, каде што можеме, треба да произведуваме дома. Дали го поддржувате зголемувањето на цената на овие генерички лекови? Ние поддржуваме разгледување на секоја опција што треба да биде на маса, бидејќи, како што реков, пазарот е нефункционален кога станува збор за овие лекови. Секретарот Бесера вели дека неговата агенција прави колку што може додека да добие повеќе авторитет од Конгресот. Тоа овластување би можело да доведе до повеќе стимулации на производителите за да се затвори јазот. Ракот на Тони Дезомец сега се повлекува, откако примила карбоплатин, лек кој спасува живот, ако е во недостиг.